Проектот визуализира, представува нов иновативен концепт за градење на меки вештини и толеранција на младите луѓе, вклучително тука и учениците, како и децата од најмала возраст. Овој нов иновативен концепт сакаме да се вклучи и ќе се обидиме да се вклучи и да биде дел дел од неформалното образование, како и од формалното образование, со тоа што вклучени се децата, младите, наставници, како и обучувачи и едукатори од невладиниот граѓанскиот сектор. Главна цел на проектот е да гради млади вештини и толеранција меѓу младите луѓе со тоа што ќе ги поттикнува персоналните способности, односно комуникацијски вештини, вештините за слушање, ораторските вештини, а исто така многу важен концепт почитување на мислењето на другиот без поставувањето на основа дека некој мислење е грешно или некој мислење е правилно. Проектот започна да се имплементира во 2016 година во партнерство со организации од Германија, Грција, Шпанија и Австрија. Значи, главен иницијатор на проектот беше Институтот за визуелна писменост од Австрија, кој што фактички е и осмислувач на овој иновативен концепт на обука за зајакнување на толеранцијата и меките вештини кај младите. Идејата е младите да се способат се повеќе со меки вештини и да градат толеранција, со цел да градиме потолерантно општество, а воедно и да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Овој концепт на Visual Thinking Strategy, на стратегија за визуелно размислување, насекаде во светот, па и во Европа, веќе забележува позитивен импакт, веќе најпред се младите се учат да почитуваат различноста, а воедно и да бидат помалку подлежни на политичките влијанија. И со овој проект ја промовираме и уметноста, бидејќи сеј проект се спроведува со користење на слики, градење на своји ставови врз основа на што го гледаат младите на сликите, од нивно сопствено гледиште, каде што го внесуваат и делот на нивното искуство, со тоа што ќе ги направиме и нашите музеи и уметнички изложби попрепознатливи и подостапни за младите и попосетени секако. Значи, тоа е уште еден сегмент кој што цели овој проект. Се надеваме дека проектот и имплементацијата на еден овој концепт ќе продолжи понатаму и во неформалното образование, во нашата секојдневна работа со млади, но се надеваме дека ќе стапиме еден чекор понапред и дека наставниците, просветните работници, педагозите, социјалните работници ќе почнат да го применуваат се со цел да допрат повеќе до младите и да им помогнат во нивното понатамошно определување и развој на нивните персонални и професионални вештини. Јас како представник на како учесник на граѓанскиот сектор, сметам дека ова помеѓу младите е навистина многу добра идеја за понатамошна работа и развивање на младите личности, бидејќи помага меѓусебно да изградиме толеранција, да се почитуваме меѓу други, да го слушаме и да го почитуваме сечие мислење без разлика на неговите ставови. Исто така на младите тоа им помага многу во понатамошниот соживот и понатамошното градење на кариерите. Денес бевме присутни на една презентација од која извлеков многу позитивни работи, се работи за визуализација. Ние во формалното образование работиме нешто на ваков начин, но меѓутоа сметам дека ова е нешто надоградување кое што може да користи многу во формалното образование, во учениците, да се надоградат во секој аспект, но и ние како наставници. Кои активности ги користите моментално? Користиме слики, разни видеа, но со ова презентација мислам дека би можеле многу повеќе да се надоградиме и сето ова да го искористиме заедно со нашите ученици во формалното образование, посебно во основното образование.